Ти направи едно што се прави еднаш. Мојот лелек нема лек и заздравување, како и гласот твој, по кој ти ги познавав зборовите. Барем да можеш некако да подстанеш и да ми го дадеш лицето да го поносам и со твоите очи да видам, да се видам, со твојата уста малку да позборувам, да ми каже се што има и што имаш. Дали смртта е многу потешка од животот, дали таа има и од она тој што нема. Дали во смртта сонуваш и се будиш, или сон ти беше само овој живот вами. Оти јас ти запалив свеќа најголема, за да не се сопкаш по длабоки темници, за да не појдеш без овдешна светлина. И ти ја отпетлав сета облека, кошулата, јелекот, палтото и палиската, за да не ти биде запетлана душата во мртвото тело, во голомразица, за се невидливо што стои во видливото. И ти ги одврза временот и чевлите, часовникот, реденикот, ножот и ножницата, за да не ти биде подврзан патот само за земјата, за вечната куќа. Ти направи едно што се прави еднаш. Се што фалеше го исфрли од употреба, а јас сакам да те викнам да ми кажеш. Дали таму Господ е поблиску или подалеку? Дали таму гледаш ние што не гледаме? Дали ти не слушаш, а ние тебе не можеме? Дали таму е подалена нашата татковина? Дали таму најде да се смеша со луѓе? Или само смртта по смртта ти остана? Дали душата веќе ти се гнаси од телото, што беше нејзино и лице и облека? И уште да ми кажеш кај да се чекаме? Како и каде да се пречекаме? Но ние намислене ми влегува во зборот, ми се враќа назад, се откажува од него. О, колку е мачно си да думаш, да паметиш, а веќе на ништо, да не можеш да се сетиш.